Родителите често пати не се запознаени со нормалниот моторички развој кај децата, па прават грешки, обидувајќи се да го забрзаат ползењето, односно одењето кај децата. За првите чекори на најмалите разговараме со доктор Весна Аневска од Ортомедика. Добар ден и добре дојдовте во Нулайн Плюс. Споменав дека ќе зборуваме за проводувањето и за ползењето. Некако најдов на интернет седење, ползење, стоење, одење. Ползењето е нормален физиолошки вовед во проводувањето. Па еве кажете ми зошто сите деца не ползат? Не може да се предвиди кое дете ќе ползи, кое не. Во периодот после постигнување на превртување во отприлика 5,5-6 месеци, најголем дел веќе го постигнуваат од стомак на грб и од грб на стомак превртување. Ризикот е да паднат од кревет голем, па препорачуваме да се ставаат на под. Значи на под се става дете за да може на тврдо и на широко, плюс да се стимулира лазење. Ако научи да лази е предност како моторика, со тоа што не мора да научи да лази. Дали ќе лази ќе се види во периодот во просек до кај 9 месец. Ако лази е вежба, активација на цела мускулатура, координација, ќе удри еднаш со главчето случајно, па после ќе се пази. Затоа е предност да научи да лази. Ако не научи да лази, 6-7%, нема начин да го натерате да лази дете. Значи се стимулира со играчка. Интересна му е, ќе се обидува да ја фати, па ако научи ќе му биде. Еве тука некои инсерти за деца кои што лазат. Еве конкретно тука некои родители се обидуваат и да го стимулираат. Во суштина му помага на ова што го гледам, а не го стимулира. Стимулација е интересот на детето ако сака да ја фати играчката. Зависи од темпераментот на самото дете. Има деца што се попргави, позаинтересирани, има деца што се условно речено по-кул, па не се интересираат премногу, затоа го ставаш во услови што стимулира лазење, ако лази во ред, ако не лази, пак е во ред, нели? Со тоа што лазење треба да се има во предвид дека не е ова како што го гледаме сега четвороношко класично, него на сите начини од една точка до друга точка, ако стигнува со влечење, со тркалање, наназад, во рекверц одат, ако научи било што, тоа му е пренос, ако не само ќе се тркала тоа што го научила и пак ќе биде во ред. Каква помош треба родителите да им пружат на децата при проводувањето? Дали има начин конкретно како да ги држат за раче? Има ли некои правила? Има правила во смисла на вежби соодветни, кои што би биле поентата во фаза на проводување е да е и физички и психички спремно детето за таа фаза на проводување, која што веќе еве ако лазело било четвороношки, се влече, се тркала, се превртува, нели? Меѓутоа веќе двоножниот е сосем некоја друга моторика која што е веќе од претходно непозната за детето и веќе е потребно да е посамостојно во смисла на зајакнување на ноџињата, односно на мускулатурата, равнотежа да има добра настоење и да како психолошка спремност да знае да паѓа на газе. Во тој дел, во периодот од 6 до 9 месеци ние го препорачуваме тоа, има начини како вежбичка со истегнување за рачиња, па ќе стане на нозе, па стои равнотежа, баланс, вежба, мускулатура и наназад ако се кочи го чекаш да падне на газ. Во период до кај 9 месец, 8,5-9, веќе и со едно раче би требало да постигнува баланс. Зборувам за просек возраст, има деца што го прават тоа нешто и порано, нешто и подоцна. Значи кога веќе и со едно раче ќе балансира, ќе биде многу полесно за и со едно раче да го научат, мислам да го научат, нели, да паѓат на газе. И при паткање, при држење за одење е битно да се навикнат, односно да се предочи кај родителите и логично за нив кога ќе објасниш како, сваќаат зошто е тоа така. Значи начини на држење при паткање, погрешно е да го водат под мишки. Ако го држиш дете тука, секогаш одат дечињата по линија на помал отпор. Не морам да ја носам сопствената тежина, мама ме држи и ова брза со ноџињата напред, па навикнува, нема осет за равнотежа во вертикала, навикнува да го пуштат тежиштето назад, да ги повлечеш рацете паѓаат на глава. Значи рачињата не под мишки, него за рачиња, ама не да го истегнеш за раце нагоре. Во таа позиција кога ќе го истегнеш нагоре, неговите рачиња се горе. За нас е полесно како го држиш, нели, не се свиткан до доле, меѓутоа за нив брза да оди, тежиштето паѓа на рамињата и бега према напред горниот дел на телото. Нема осет за вертикала, него иде косо напред-назад. За рачиња, ама неговите рачиња пред него во висина на рамињата. И во таа поза сака да оди чувство за баланс самото е приморано, природно да држи равнотеж. Во таа позиција практично паткањето е велам потешко за тој што го води, меѓутоа е
стално го викам, тоа е кај родителите кај нас што доаѓаат во амбуланта, долгорочно гледано поисплатливо, за да може што побрзо да навикне баланс на движење дете, за да може да се уфрли помагало за проодување. Так. Во фаза на проодување има помагала. Ајде сега да поговориме за помагалата при проодување. Дали детето треба да се стави во дубак или се препорачуваат некои други проодувалки? Проодувалки. Значи за проодување помагало е проодувалка. Така. Тоа Еве е сега тука имаме ние помагало. нешто издвоивме, ова конкретно мислам дека е џампер. Во период од 6 до 9 во просек или 5 Така. до 8, некои дечиња и порано, пред да почне да продува, во најголем процент имаат фаза да скока, викаме да думка. Скокањето, за да не мора некој да го држи во раце, може да се користи помагало, како сега ова што го гледаме џампер дали е џампер. проодувалка? Или не? Џамперот е за џампинг. Само за џампинг. За џампинг, за да слика џампен. Бидејќи некои го сметаат за Не справа, гледам, за не гледам проодување. како би можело да Так. проодува во ова. Апсолутно, Тоа е фиксно во место за фиксна фаза, Так. за проодување. Еве го Или сега дубакот. ова би било исто така помагало за скокање. Така. Тоа и го препорачуваме џампер или фиксен дубак. Дубакот, ако има тркалца, препорачуваме да има можност да се вадат или закочат. Така. Движење во дубак не препорачуваме, односно за проодување не се препорачува подвижен дубак, да го ставиш дете внатре затоа што ќе лета. Тоа е забрането со закон во многу земји. Во Канада со сигурно знам, затоа што има ова е тоа што се користи за проодување. Така, Ова што веќе го гледаме е проодувалка. проодувалка, односно има 2 во 1, 3 во 1 activity центар, би можело да биде како џамперче, да го ставиш внатре од 6 до 9 месеци и после тоа кога ќе почне да проодува, се држи за таа рачка од страна и ја користи како потпора, како буткалка, како проодувалка. Бидејќи на Може да тркалце, биде, така. да, може да биде турка. ваква купена, може да биде импровизација. Столче, некоја кутија, како што рече на баба во ординација, на кофа имам свртено за газерот, ја држи ја бутка по паркет, се не стани со тоа. Ова често пати ја спомнувам жената затоа што не мора да се трошат пари во смисла дека мора да, Да се е тоа купи таква проодувалка, купена така. проодувалка, нешто што е доволно тешко за да не му бега на детето, а доволно лесно за да може да го турка Така. по паркет. И Поентата овие е да знае само момент, значи да знае да ја контролира дали е купена или импровизирана. Тоа е идејата со паткањето претходно со рачињата ниско, да го има осетот на балансирање и наназад ако изгуби рамнотежа да паѓа на газен. Тоа е најбитниот Так. момент. Има и тука уште ова да го искоментираме дали се Овие потребни да, каиши. каишчињата? Видете, во суштина ако не успееш да го навикнеш детето да балансира, ова е исто како она што спомнав претходно, држење со рачињата нагоре, висат на тие каиши подпората. Ако има некој што го чува дома, кој што не е способен да За се да си свитка улесни, надоле. да, за да може полесно ова да е, го држи. Значи, ова е пак некое помагало повеќе за тој што го чува, отколку за самото дете, во смисла на корисност. Нели? Помагало за родителите во случајов, Помагало, да. Затоа што балансот кој што не се труди самото дете да го контролира. Рачуна, значи, на тоа помагало и малку да изгуби рамнотежа ќе го затегнат, а ова трча. Се одолговлекува. На крајот на краиштата ќе прооди. Ама кога? Но тоа ќе биде продолжено. Ќе биде продолжено во смисла дека ќе навикне на таа потпора и замката кај овие помагала што навикнуваат на потпора е и проодено дете, тоа верувам дека многу од родителите... За дубакот предпоставувам дека дубак, важи. Мислам дека најголемата дилема е кај нас тоа, да, рече си сите и заради користат ризикот дубак. од повреди и заради тоа што како што трча навикнува на потпората, истото може и со овие каишите да се искоментира. Навикнуваат на потпората и после затоа што на кој возраст да проди, пример, просек е годината. Дечињата учат до 3 години да одат. Првите месец, поготово првиот месец, месец, 2-3 се нестабилно одење, каде што навиката и онака се природно нестабилни, а навиката на подпирање од претходно користен подвижен дубак или некое вакво помагало како овие каивчиња, често пати се случува и го слушам тоа во амбуланта, да падна на глава, се исплаши, па пак едно раче да бара. Значи ретерира цел процес наназад од психолошки аспект. Само што си рекла мајката прооде, фала Богу, не морам да се кичмам над него. Пак да бара едно раче заради сигурност. Физички е спремно, рамнотежа има, снага има, ама паѓањето. Тука е замката. Еве појаснивме зошто децата паѓаат на глава. Да, ова се препораки кои што се увидени врз база на податоци, нели не е измислено од нас тука или од мене, фала Богу, него да се има во предвид дека е тоа стварно докажано дека е погрешно, односно што е правилно. Ортопедите велат, не го форсирајте детето, ќе прооди само.
Па не гледам и како би го isforsirале. Ако isforsираш дете во смисла, еве, ја бутка таа продувалката или нешто што му треба, нели, за сигурност, да му ја трнеш продувалката, дете се плаши, ќе го извадиш од памет и пак доаѓаме до на психолошка компонента на продувањето, стравот, само контраефект се постигнува. Не гледам начин да го isforsираш. Ако е спремно, ќе се пушти. Така. Можеме ние да ги вклучиме и гледачите 3076-677, доколку имаат некои прашање, слободно може да се вклучат во оваа тема. Вие можете ми кажете на која возраст дечата најчесто продуваат? Просек на продување годината 2-13 месеци, а со тоа што просек кога велеме, не знам, 70-80% од она што го гледам, да речеме, секој ден, има дечиња и на 9 месеци продува спремно дете, до година и пол е нормално, до 18 месеци, со тоа што дури до 2 години како одложено нормално го гледаме, во смисла да ако се е во ред од ортопедски аспект, мускулен тонус, подвижност на зглобови, ако е сето тоа по наша проценка во ред, се бара, после втора година, ако не е продено, консултација со детски невролог. Дали евентуално има некаква причина во тоа што уште не е проводено детето, за одложувањето, некаква мозочна дисфункција, условно речено, најчесто со рамнотежата, нели, на малиот мозок функцијата или евентуално засегање и од други аспекти, од голем мозок, да не редам, значи патологија, али се дава, да, апсолутно. Со тоа што се битно е да се има во предвид од наш аспект дали е се функционално, мускули, тетиви, нели сето тоа зглобчиња, и после тоа да се бара евентуално. Тоа би било зошто би било, зошто би било одложено продувањето и од невролошки аспект. Така. Зборувавме за продолжено продување, ајде сега за порано продување. Тие што ќе продат порано, дали се во некаква предност во однос на нивните врсници? Се поставува прашањето порано од што? Порано од повеќето. Нема предност за дечињата никакво, освен самостојно, условно речено никаква. Во смисла на самостојност веќе продело порано, најголемата предност ми се чини дека пак за родителите што го чуваат и што треба да го држат, да го паткаат и така. Предноста е таа. Иначе, а дали ќе проди на 9 или на 16, на 17 и двете веќе ќе одат. Тој период е само, мора да се има во предвид и фактот дека и во близнаци има разлики. Јас бев фасцинирана од две еднојајни близначки кои што се разликуваа во моториката. Значи, тоа беше стварно момент каде што и на 4 месеци и на 6 месеци има разлика и во однос на она што е просек за таа возраст. Иначе, по дефиниција, близначката бременост се раѓаат, не мора да значи, али во најголем број случаи со помала родилна тежина, па треба малце време да постигне, заради тоа што не е исто еден плод и 2 или 3 плода да се развијат во матката. И моториката порано ја постигнува и имаше разлика. Значи, духот, темпераментот беше драматично спротивен. Едно беше многу по, што ги вика, мачик дете, едно беше многу по резервирано во смисла на внимателно, значи ист генетски потенцијал, различен дух. Затоа е стварно тотално непотребно да се оптеретуваат со тоа што е, дали е на комшиката проводено моето не или на кумата или првото дете. Така, обично такви споредби се прават и тие знаат да исплашат, да вознемират. Поготово кога е прво дете, тоа е вообичаено и стално им напоменувам. Нема зошто ако по проценка, нели, од педијатар или од ортопед дошле за консултација на ортопедска проблематика, да речеме, односно развојна моторика, ако по наша проценка е во рамките на она што е физиолошки, дали е долна граница или горна граница, просек, само во рете. Сосема доволно е тоа. Тоа е најважно. Сега кога е прво дете, јас веројатно е тоа и треба да разбереш, ако е нешто порано од повеќето, тоа е гордоста кај родителите, нели, моето дете малце порано, али им го оставам тоа за нив во рете да бидат и горди. Еден гостин ми рече, се обидувам првото дете да го гледам како второ. Многу добро, добар пристап. Се согласувам, затоа што на крајот на краиштата, Боже здраве, и второ дете кој ќе има доаѓа до таа точка, а со првото само се троши нерви, напнатост, да не ова, да не она, во суштина и тоа ќе си порасне и тоа, само да е се во ред, нели. Кога треба да се купат чевлички кај дете во фаза на проодување? Какви треба да бидат? Дали треба да бидат длабоки и цврсти за стапалото да го држат цврсто, стабилно? Тоа е едно од најголемите прашања
што ги интересира родителите кога продуваат дечињата, поготово кога е прво дете, затоа што и самите не знаат дали што, како и што би било корисно, во најмал рака што штетно. Така. Поготово што има на оваа возраст и на таа тема навистина многу различни информации и јаки догми од менталитетот останати, кои што не само од постарите генерации, нели, од бабите препораки и така, туку за жал и меѓу колегите се уште се провлекуваат некои препораки кои што навистина, да не звучам сега надмено, него не држат место веќе. Така. Моментот дека треба да има чевлички за проодување, тоа треба прво да се расчисти. Нема чевлички за проодување, туку има боса нога за проодување. За да не е скроз босо и на улица и во парк да го пуштиш да патка да проодува, има нешто што личи на обувка, ама одоздола не е ѓонче, не е класичен детски, мислам, ѓон, нели, детска обувка со ѓонче. Ги викаме привокерс, односно и како гумирано платно, има како картонче, сандалчиња, картонче со платно. Тоа е меко, значи се што можеш да го згужваш во рака, не се витка, него баш се гужва, тоа не е тврда подлога. Како опинчиња, како калчунки. Значи, правиме разлика меѓу привокерс и класичен детски ѓон обувки со тврда подлога. Дури не мора да се стави тврда подлога, препораката е да се става мека подлога, затоа што практично е детето со тоа босо. Која е предноста? Не му тежи на нога, ја осеќа подлогата, држи полесно равнотежа. Прави тоа што треба да прави здраво дете во таа возраст. Основното е дигање на прсти и газат, и кога газат, и од кој дури продуват, од кој ќе продат со скочниот зглоб со глуждовите криво према внатре. Тоа е онај момент што прави забуна, зошто треба да носат тврда подлога, штом застане на нозе од 8-9 месеци одма. Тврда подлога, чевлички, вакви, такви или онакви, ортопедски, конкретно, ортопедските обувки, по таа дефиниција, нели, требало да бидат крути за да не оди на прсти, тешки за да гази стабилно, со високо и тврдо перниче за да не гази глуждот криво и во лето и во зима надскочен зглоб високи за да го држи зглобот да не се шинува. Практично го кочи во се што треба да прави детето, односно таа моторика и тие деформитети за таа возраст се физиолошки и стално кога ќе дојдат, кога ќе прашаат а зошто оди на прсти, зошто гази криво, ќе објаснам, можам сега да појаснам, дигањето на прсти е физиолошка фаза кај сите здрави деца за да се формираат табаните, се јакне листот, се затега дел од тетивата, се формира свод на стапалото, затоа што сите деца после преодување се дустава, односно кога газат се со рамни стапал и ќе се дига на прсти за да не остане со рамни стапал. И другиот момент на скочен зглоб во валгус деформитет, односно спуштање на скочниот зглоб према подот, криво, е наменски деформитет за таа возраст, затоа што тие што имаат деца или што обрнале внимание кај бебиња, кои ќе се родат имаат криви подколеници према надвор во, па газењето криво после проодување ги исправа тие физиолошки варус криви нозе према надвор, сега гази према внатре за да со растење се исправат ножињата. Затоа е преноста да биде што побосо, односно обувката кога мора да се стави ѓон, а ќе мора кога овие со мека подлога нема да бидат доволни. Така. Кога е тоа? Дете што продело во зимски месеци, мораш уште од одма за да го пуштиш надвор да гази, со тврда подлога да ставиш. Од ладно, од вода, нели? А кога ќе проодувањето во топли месеци. Како сега. Како сега. Босо. Босо, со тоа што овие ги ставаме привокерс, што ги спомнав со мека подлога, со кој што е практично босо, доволно го штити од валкано што е надвор, од ситни камченца, од така, затоа што прво и од месец-два е проодувањето во фаза нестабилно одење практично, и ако оди надвор, оди го гледаш каде оди. Имаш контрола практично каде гази. Втори, трети месец после проодување, кога дете трча, веќе губиш контрола каде гази и од практични причини мораш со ѓон да го заштитиш стапалцето. Значи обувките служат за заштита од ладно и од повреди, а не за да го коригираат, односно без наводници, да го коригираат она што практично физиолошки треба да го прави. Кога може да се каже дека детето проодело? Точно ли е дека треба да направи 8 самостојни чекори? Јас ова прв пат го слушнав од вас искрено, со тоа што може би и јас не знам нешто во тој контекст. Меѓутоа имам примери од секојдневна пракса каде што и 8 чекори, 10 чекори не можеш да кога се по дефиниција кога проодело. Проодело кога оди само.
Така. Затоа што може да се случи и ден, два и по 20 чекори да оди, па да му текне нешто, да се исплаши, да се осети несигурно, да се врати, да се задржува дали за раката, дали за продувалката, дали за мебелот. Може да се случи неколку дена одеше по X причини, затоа што, например, дете што активно лази. Му е абсолвирана техниката на лазење, таму каде што не умело стигнува со лазење. И они не се форсираат да оди двоножно, затоа што има желба и темперамент што побрзо, четвороношки ќе стаса, така како што знае. По линија на помал отпор. Да, нема потреба да затоа и не можеш ни да го isforsираш, поготово овие што активно лазат, практично не можеш да го натераш да оди. Дете проодува кога е спремно. Може да биде тоа се пушти и протрча од прва, може да биде како ова што спомнав, оди ден, два, лази, се држи по мебел. Непотребно е да се бараат дефиниции кога проодело, пак и секој дете е плюс различно. Кога треба да се направи ортопедски преглед после проодувањето? Дали веднаш потоа се носи детето или може и подоцна? Какви се правилата? Препораката она што го препорачуваме, значи за дечиња кои што дошле на редовна контрола од прилика 8-9 во фаза кога почнува да патка, кога почнува проодувањето, им кажуваме на родителите, значи ова што го зборевме, кога е просек проодување, како ќе изгледа следната фаза, први месец нестабилно одење, 2-3 месеци после тоа да е веќе стабилизирано одењето, дете од прилика 3-4 месец после проодување и трча активно, се качуваат на стол на кревет, значи тоа е фаза на стабилно одење, тогаш ја правиме следната, значи редовна контрола, во фаза викаме на стабилно одење, затоа што во тој период можеш да го процениш одењето. И се случува често пати дали изумиле претходно или ја пропуштиле таа контрола на 9 месеци да дојдат кога продело, пример пред 2-3 недели и оди се уште на широка основа, едва и држи рамнотежа што се вика и стално им објаснам, значи нема потреба да се форсира, нека пројде уште месец-два, поготово ако гледам дека е во рамки на она што е возраста, нели проодувањето од прилика и дека на претходни контроли си постигнувало детето редовно. Значи нема простор за загрижување. Да, претходниот развој значи го имам во предвид и им кажувам уште месец-два нека пројде да влезе во фаза на стабилно одење затоа што најмал рака тој прв месец на нестабилно одење јас не можам да знам дали е физиолошката фаза на нестабилно одење или не дај Боже детето има некаква проблематика со рамнотежата например, па треба да се консултираме. Во најголем процент случаи тоа е нормалната фаза, меѓутоа за жал се случува и после тоа да дојдат или со нестабилност на одење или со спастицитет некаков на одењето, да е чудно, али во возраста во која што би требало веќе да личи на на нашето одење, условно речено, односно да е постабилно веќе одење. Значи 2-3 месеци од кога ќе проодат е од прилика фазата во која што препорачуваме преглед. Доктор Раневска, ви благодарам што бевте дел од 0N+. Верувам дека родителите добија многу корисни совети поврзани со проодувањето на нивните деца. Ке се видиме ние повторно во некоја следна прилика за некоја друга тема, а ние тука го завршуваме денешното издание на 0N+. Гледајте не повторно утре од 12 до 12:30 на телевизија Телма. Пријатно!